Добро вечер. Почнува 360 степени на првиот телевизиски канал на јавниот сервис. Во генералната најава издвојуваме. Околу Арбен Фетај, вие разговарате со него? Па во последен период не, бидејќи не е тука. Тој не доаѓа на седници на влада? Не. Ако за секој работник 3 дена неоправдано отсуство од работа еднакво на отказ, зошто Арбен Фетај е се уште вице-премиер? На терен се уште се видливи остатоци од местото каде е вршена експлоатација на реткиот минерал антимон. Дали, кога и во колкави количини повторно би се вршел ископ на оваа руда, се дилемите кои се наметнаа во јавноста по најавите за повторно отворање на рудникот. Кон крајот на јули минатата година пониза пробиени рокови. Свечено беше пуштен во употреба затворениот базен во дворот на основното училиште Невена Георгиева Дуња во Скопска Киселавода. Но и 10 месеци посвеченото отворање, базенот не работи. Зошто и докаде се другите што ги градеше државата? Румен Радев не е, според мен, никаков нов Орбан. По изборите во Бугарија, дали Радев сам ќе прави влада, како ќе се постави кон ЕУ и Украина и што ќе се случува на релација Скопје-Софија? За оно што гласно се зборуваше во политичките кулуари, но јавно не беше потврдено, а тоа е дека вице-премиерот задолжен за добро владење Арбен Фетај не оди на работа, ниту пак учествува на седниците на владата, пред неколку дена отворено проговори министерот за здравство Азир Алиу, инаку со партиец на Фетај. Таа негова изјава за отсуство на вице-премиерот од работното место беше повод да провериме колку долго се случува ова, зашто Фетај формално е се уште заменик председател на владата ако не ги извршува обврските и што се вистинските причини за ваквото негово однесување. Прашавме и проверивме што се случува со уште еден член на владата кој се разиде со лидерството на партијата од која доаѓа. Фатмир Лимани, министерот за социјална политика. Сторијата е на Хекуре Накифи. Ова е Facebook профилот на заменик председателот на владата, задолжен за добро владење, Арбен Фетај. Во февруари годинава тој имал точно 26 објави. Дел од нив се за неговите активности како владин функционер, како на пример ова од 2 февруари, за почетокот на работата на Националната комисија за финансиски истраги и конфискација на имот. Други се од неговите медиумски настапи, како објавата од 20 февруари. Има и за партиски ангажмани, средби и по некој коментар или честитка. Но последниот ден од февруари го означува и последниот пост на Арбен Фетај од некаква негова активност. Тој ден бил на средба со председателот на Република Албанија, Бајрам Бегај, кога Бегај беше во официјална посета на Македонија. Ние во неколку места заради политички. Вице-премиерот за добро владење не е отсутен само на социјалните мрежи, не е во земјата и не доаѓа на владини седници, вели неговиот сопартиец и министер за здравство Азир Алиу. Околу Арбен Фетај, вие разговарате со него? Па во последен период не, бидејќи не е тука. Тој не доаѓа на седници на влада? Не. Зошто? Не знам, не сум информиран. 360 степени го побара Арбен Фетај. Му упативме неколку прашања, до објавувањето на ова сторија не добивме одговор. Владата има донесено кодекс за етичко однесување на членовите на владата, за чие почитување патем е надлежен Арбен Фетај, а во кој, меѓу другото, се вели дека носителите на извршни функции се лично одговорни за своето однесување во согласност со Уставот, законите и овој кодекс, и тоа пред председателот на владата и пред собранието. Па за тврдењето на министерот Азир Алиу дека вице-премиерот Арбен Фетај е отсутен и не доаѓа на владини седници, прашавме на Илинденска број 2. На колку владини седници присуствувал од 1 март до денес? Дали е во земјава? Дали доаѓа на работа? Дали ако отсуствува, го оправдувал отсуството? Ако не е оправдано, како владата го коментира однесувањето на вице-премиерот? Ова е интегралниот одговор на сите тие прашања. Како влада, нема да навлегуваме во изнесените ставови на поединци. Како колективно тело, владата функционира непречено и во полн капацитет. Во однос на прашањата кои се однесуваат на работниот ангажман, ве упатуваме директно да ги адресирате до Арбен Фетај.
Зошто вице-премиерот се дистанцира и од партиската и од владината функција, може само да се претпоставува. Арбен Фетај е дел од Алијанса за албанците, поточно делот што остана во владата по заминувањето на Арбен Таравари. Заедно со него остана и Азер Алију. Не е тајна дека меѓу двајцата дојде до разидување, откако коалицијата Влен, на која и припајат, одлучи да се претопи во една партија. На 26 февруари Арбен Фетај се промовираше како преговарач во тој процес во име на Алијанса за албанците. Me shovincë të votave, ku vendi për themelim më autorizoi që të zhvillojë negociatat e mëtejshme në kuadër të lidershipit të Vlenit. Ky proces nuk është fundi i ASH-s son, është hapi i ardhshëm drejt një forme të re të përfaqësimit ton të përbashkët në Vlen. Овој настап на Фетај се случи неколку дена по заедничката ифтарска вечер на министерот за здравство Азер Алију и пратеничката Мимоза Муса со партиските структури на Алијанса за албанците. На неа не беше Арбен Фетај. Sa ju përket përplasje kemi edhe në shtëpi edhe në mohall edhe në punë ku punojmë, kështu që ato janë procese shumë të shëndosha, procese demokratike që ne mund t'i kemi edhe në çdo organizim edhe politik. На почетокот на март пак Алију кажа дека е донесена одлука кој ќе биде преговарач за трансформацијата на Влен во име на Алијанса за албанците и покрај тоа што Арбен Фетај претhodно се промовираше во таа улога. Në vazhdon e konsolidimit politik të Aleancës për shqiptarët në Vlen, Aleanca për shqiptarët vendosi që zëri politik në Vlen nga kjo parti të jetë i përfaqësuar nga deputetët tanë, Mimozën dhe Ilirin. Во неодамнешното гостување во 360 степени, во кое кажа дека Арбен Фетај не оди на работа, министерот Азер Алију сепак беше воздржан за деталите, каде настанал судирот во Алијанса за албанците и во Влен, но потврди дека судир има. Тој има некакво несогласување со политиките на Влен, со политиките на владата? Па да, имаше несогласувања неколку во последниот период, но тие несогласувања мислам дека ги решивме на ниво на Влен. Знаете, во политиката секој треба да внесе енергија, знаење и промени како што мисли дека може подобро. Во моментот кога не се чувствуваме дел од една група, легитимно е да не бидеме. Тоа значи дека Арбен Фетај треба да очекуваме дека ќе биде заменет со нов кадар при идната реконструкција на владата? Во моментот, знаете, работиме ние како Влен во дефинирање на органограмот на Влен како сега веќе како политичка партија и се уште не сме стигнати до нивото на анализа на перформансите на директорите, замениците, министрите и перформансите во владата во целина за секоја политичка партија дел од Влен. Господин Алију, ако некој не доаѓа на работа, нема објективна причина за тоа, логично е дека веројатно треба да замине од тоа место, така? Дозволете комисијата да не е ги здравствен анализира проблем, колку што разбирам, не е нешто така, не е таква причина. Не, воопшто не е здравствен проблем. Спојувањето на петте партии кои се дел од сегашната коалиција Влен во една единствена партија е планирано за 9 мај, но освен Арбен Фетај, има уште еден висок функционер кој нескриено се дистанцира од работата на владеечките партии на албанците, а е дел од владата. Министерот за социјална политика, демографија и млади Фатмир Лимани доаѓа од партијата Беса. За него, неговиот сопартиец Билал Касами неодамна кажа дека не е тука, како и вице-премиерот Арбен Фетај. Ku janë Arben Fetaj dhe Fatmir Limani? Informatat që i kam për momentin janë jashtë vendit, sepse nuk e dim kur janë jashtë. Сепак, еден поглед на Facebook страницата на Фатмир Лимани го покажува спротивното. Тука е и има редовни активности, како министер за социјална политика, демографија и млади. Недостасуваат партиските активности. Sa i përket Vlenit, sipas informatave që i kam, me një farë forme me vetë dëshirë ata nuk do të jenë pjesë e Vlenit. Me vetë dëshirë nuk do të jenë pjesë e Vlenit tani. E kanë kumtuar këtë vendim? Po në komunikimin e deri tani shumë asaj rrugë janë. Me kë kanë komunikuar, me ndonjëri nga ju s'kan komunikuar? Zotri Fetaj ka pasur komunikim me partinë e vet, ka pasur në një takim të fundit ku, do të thënë, edhe një herë po them, rrugtimi i tij është jashtë vendit.
Zoti Fatmir Limani? Zoti Fatmir Limani edhe ai shumë më herët i ka ndërprer komunikimet me lëvizjen e Besa dhe unë besoj që në rrugtimin tonë të Vlenit nuk e shoh se ai do të jetë pjesë e kombinatorikave politike. 360 степени го побара и министерот Фатмир Лимани. Лично му упативме неколку прашања, од кои причини, како што вели Касами, ја прекинал комуникацијата со Беса и со Влен. Дали очекува да остане во владата на Христијан Мицкоски, ке го продолжили и како политичкото делување? Одговор до затворењето на ова сторија не добивме. Промовирањето на партијата Влен е најавено за 15 на дена. Набргу, потоа, според најавите, треба да се очекува и реконструкција на владата. Сигналите се доволно јасни дека ќе има поместување во првиот ешалон на власта, вклучувајќи ги и позициите на Влен. Веста пласирана во јавноста беше афирмативна. Американска компанија инвестира во наоѓалиште на ретки минерали во Македонија како дел од стратешката соработка меѓу двете земји. Сепак во обидите да се дознаат детали кога ќе се отвори најавениот рудник, дали веќе е издадена концесија за експлоатација, на која фирма, работите стануваат замрсени. Карина Николовска-Ризвановиќ беше во Кривопаланечко, близу тромеѓето меѓу Македонија, Србија и Бугарија, за да дознае кој што, каде и кога ќе прави. Во меѓувреме, темата стана една од оние на кои на дневно ниво почнаа да разменуваат пораки власта и опозицијата, меѓу кои последното тврдење на СДСМ е дека зад проектот стои донатор на владеачката ВМРО-ДПМН. Распослано на околу 1000 метри надморска височина во близина на границата со Србија е сместено Кривопаланечкото село Луке. Станува збор за областа Славиште на 17 километри од градот. Според последниот попис, селото има околу 200 жители. Пред малската продавница затекнавме неколку староседелци. Велат дека се занимаваат со земјоделство и сточарство, но тоа не им е примерен извор на приходи. 23 години имамо рудник Тураница, 8 години рудник Благодат Врање, тоа е исти дел поврзано со рудник Крстовдол, преко Караманица, рудник Благодат Врање, па Караманица Плавило и Крстовдол и доваѓа на Самар. Главното занимање на жителите е рударството. Пределот е познат по различни минерали по течението на Лучка река. Има беа вршиле истраги од реката, поедеш километар уз реката, 2 километра уз реката. Лево и десно од реката по бреговите бушија с плитко бушење по 2 метра дубина бушотина. Минира, олово и цинк искочи на површина. Ископи, велат добро упатените мештани, често се правени и за злато и за сребро, а од неодамна се споменува и реткиот минерал антимон. За жителите на овој крај, антимонот не е новина. Дел се сеќаваат, а дел пак од раскажувањата на повозрасните сведочат дека порано имало негова експлоатација. Антимон е за воена намена, за севке кога се изработува за топови, за тие, да биде гладко. За тоа имам слушано. Има ли опасност од таков тип на руда? Нема, овде има рудари што са живеале и 90 години. Нема опасност. Што работеле во рудникот Крстовдол кој е затворен? Да, има. Не се сеќавате кога работел рудникот? Да, ја беше во средња школа. Затворија го 89. Стариот ми кажувал, он е покоен пред 10 години, он ми е кажувал, вика, рудник Крстовдол, вика, еден камион. Кувари, ритичари, бравари, копачи, рудари, зимале се од еден камион антимон плата. Рудникот Крстовдол, за кој зборуваат жителите, е во истоименото село на само неколку километри од далеченост од Луке. Се наоѓа на тромеѓето меѓу Македонија, Србија и Бугарија. Рудникот Крстовдол е затворен пред повеќе од 4 децении, но на терен се уште се видливи остатоци од местото каде е вршена експлоатација на реткиот минерал антимон. Дали, кога и во колкави количини повторно би се вршел ископ на оваа руда, се дилемите кои се наметнаа во јавноста по најавите за повторно отворање на рудникот. Најавата за отворање рудник за антимон првично стигна од премиерот Христијан Мицкоски. Проектот тој го најави како голема стратешка инвестиција. Редок минерал, нешто кое што наистина може за нашата економија да значи многу, веќе таму истрагите се при крај и очекувам многу скоро да биде тоа започнато. Ке се извезува во Соединените Американски држави од инвеститорите
Ја доби информацијата дека топлницата би се градела во Оклахома во Соединетите Американски држави, така што еден заокружен циклус. Еден ден подоцна и Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини соопшти дека ресорната министерка Сања Божиновска во Вашингтон присуствувала на подпишувањето договор вреден $5 милиони наменети за истражување на критични минерали во Македонија. Во кратко соопштение беше посочено дека со овој договор се отвораат можностите за понатамошни инвестиции, истражувања и технолошки развој во согласност со глобалните трендови за обезбедување алтернативни извори на критични суровини. Но во објавата немаше детали. Кога рудникот би почнал со работа? Дали договорот е само за антимон? Дали веќе е издадена концесија за експлоатација или само истражувања? Кој ќе биде ќарот за земјава? Дали е направена проценка за влијанието врз здравјето и животната средина? Затоа прашавме, но од Министерството што ја промовираше инвестицијата се изземаа за детали. Во однос на иницијативите поврзани со критичните минерални суровини, сакаме јасно да нагласиме дека Република Македонија во овој конкретен случај не е договорна страна, туку учествува како сведок и партнер кој го поддржува процесот. Ја поздравуваме поддршката што се обезбедува преку меѓународни финансиски инструменти, бидејќи таа представува значаен поттик за развој на овој сектор. Голем дел од дилемите во настап на телевизија Телма ги расчисти Филип Петровски, советник во Министерството за енергетика. Прво за антимонот кажа дека има уште чекори за да се зборува за рудник. Овој проект сега е во почетна фаза во истражување, ќе продолжи истражувањето. Обично трае 1 до 2 години во зависност од количината на потребните истражувања кои што треба да се направи, бидејќи постојат одредени стари индици во времето кога работел рудникот, тие ќе бидат искористени и дополнително ќе се врши доистражувањето на тоа. После доистражувањето следува делот кога концесионерот прави своји пресметки, тоест пред-физибилити студии и утврдува дали проектот понатаму е исплатлив за експлоатација и тогаш всушност доаѓа бенефитот за Република Македонија кога ќе доаѓаат големите инвестиции. Дури по таа фаза компанијата би можела да бара дозвола за експлоатација на антимон, додаде Петровски, но додаде и дека компанијата веќе има дозвола за ископ, но не на антимон. Ние како Министерство ја следиме детално ситуацијата и на тој простор и во моментот овој концесионер има концесија за експлоатација на други минерални суровини. Договорни страни за најавената експлоатација на антимон се австралиската компанија Pela Global Limited, чиј собственик е по потекло од Македонија, и International Development Finance Corporation од САД. Според податоците објавени на интернет страницата на Pela Global, главна стратешка цел на компанијата е пронаоѓање злато, сребро и антимон. Со договорот, како што се наведува на сајтот, ќе се овозможи диверзификација на глобалниот пазар на антимон од Кина и ќе се обезбеди стабилен извор на критични минерали за САД и сојузниците. Па повеќе детали за инвестицијата побаравме од Pela Global. Оттаму ни одговорија дека ќе бидат наскоро објавени. Во меѓувреме, како што велат, ќе бидат запазени сите домашни и меѓународни стандарди. Крстов дол се развива со силен фокус на транспарентност, управување со ризици и долгорочна одржливост. Паралелно, Пела активно истражува примена на нови технологии за преработка и рециклирање на застарена јаловина, со цел намалување на влијанието врз животната средина, а воедно и обновување на дополнителната вредност од историските материјали. Името на компанијата не се појавува за прв пат во македонската јавност. Призма пред околу 3 години објави дека Pela Global Limited и Македонската православна црква Охридска архиепископија започнале бизнис соработка преку фирма што заеднички ја основале за изградба на фотоволтаици. Дополнително, Pela истражуваат злато, сребро, олово, цинк и бакар во непосредната околина на Луќе Кривопаланечко. Бидејќи геолошките истражувања се на територијата на општина Крива Паланка, го контактиравме и градоначалникот Сашко Митовски. Ни рече дека општината нема надлежност во делот на дозволи. Компанијата Pela, како што вели, има добиено концесија за истражување во Кривопаланечко пред повеќе од 10 години. Општината единствено во изминатиот период по однос на договорот за концесија прибира финансиски средства по однос на простор
кој што секоја година редовно концесионерот има обврска да го надмирува кон Министерството за економија и одреден процент кон општината, а во следниот период, односно по отпочнувањето на процесот на производство, општината согласно правилникот за надомест над концесии по однос на експлоатираната и произведената руда ќе прибира финансиски средства во висина од 4%. Освен дека постои дозвола за истражување, Митовски вели дека нема детали околу проектот за евентуално рестартирање на рудникот за експлоатација на Антимон Крстовдол. Целиот процес го води централната власт, а од контакти со компанијата дознал дека истражувањата се во завршна фаза. Однос на сите тие детали околу целиот процес на производство и експлоатација на руда, ја не би може повеќе да ви кажам, но она што можам да го кажам дека ние сме рударски град со традиција и дека сето ова сметам дека за локалното население, за локалната економија, моето лично мислење, мојот личен став е дека ќе биде поздравено од населението. Сакам тука да укажам дека од страна на општината и лично моја страна ќе инсистираме на буквално на запазување на сите стандарди кои што значат на производство и експлоатација на едно високо ниво, во кое што приоритетен ќе биде интересот на граѓаните на Крива Паланка. Ова интервју со Сашко Митовски го снимавме кон крајот на минатата недела. Викендот прашањето за рудникот стана дел од дневно политичката размена на пораки меѓу власта и опозицијата, откако СДСМ побара распишување локален референдум и јавна расправа. Ако тоа граѓаните на Крива Паланка и регионот го одобруваат, нема проблем. Нека тера. Ама ако не го одобруваат, тогаш јас и СДСМ застануваме на страна на граѓаните. Премиерот Мицкоски пак порача, секој има право да бара референдум, но уверува дека локалната власт, односно градоначалникот на Крива Паланка, кој иако доаѓа од редовите на СДСМ, има поинакво мислење. Тој мисли дека, како и јас, дека овој проект е стратешки за државата и за локалното население, посебно имајќи го во предвид економскиот бенефит на крајот кој што е типично рударско место. Деновиве пак рудникот доведе до интрапартиски судир во СДСМ. Ќе бидам искрен, јас не бев исконсултиран и информиран дека како таков официјално соопштение ќе излезе во медиумите. Ова прашање јас не го гледам низ политичка призма и политички аспект, туку како локалната заедница може да ги има сите овие придобивки кои што можеме да ги имаме при една ваква стратешка инвестиција. Така да мојот пристап е исклучиво воден од интересите на граѓаните, а не од партиските позиции. По оваа изјава, СДСМ одговори со остро соопштение кон кадарот од своите редови. Градоначалникот Сашко Митовски не може да одлучува сам или да се договара со Мицкоски. Граѓаните на Крива Паланка, а не експертите поврзани со ВМРО, ОКГ и бизнис интересите на Мицкоски треба да одлучат дали сакаат рудник за Антимон во нивниот крај. Денеска размената на пораки меѓу власта и опозицијата доби нов тек. СДСМ обвини дека во позадината на проектот лежи класична партиска концесија. Официјалните податоци од Министерството за енергетика откриваат дека моментален концесионер на локалитетот Луке е компанијата Ри Енергетика Пела ДОО Скопје. Кој е собственик на оваа компанија? Ѓорче Качурков, донатор на ВМРО ДПМН. Официјалните документи и финансиски извештаи недвосмислено го потврдуваат ова. Во последователната реакција ВМРО ДПМН не се осврна на конкретните наводи од опозицијата. Го нападнаа политичкиот опонент по друга основа, дека СДСМ оди контра својот градоначалник и не сака развој на Македонија. Во едно типично рударско место, каде речиси во секое семејство има по еден рудар, локалното население посакува нови работни места и инвестиции. Така велат и дел од жителите на Луке со кои разговаравме. А ние сме жедни, доста невработени, да има едно работно место бар. Немаме ништо, само избори, немаме ништо. Да се отвори рудникот, зависи се. Треба
Испитивање треба све да се докаже ако е уранум и све тој арсен. Пореметува се целата област, село, загадување, води, секој куќа има вода. Но Луки има околу 200 жители. Во цела Крива Паланка, според последниот попис, има околу 14.500. Економскиот бенефит, заштитата на здравието и животната средина или двете? Што ќе биде приоритет за граѓаните на Кривопаланичкиот регион е прашањето на кое допрва ќе треба да се изјаснат ако се исполни барањето за организирање локален референдум и јавна расправа. Продолжуваме со емисијата. Министерството за спорт веќе нема активен договор за доизградба на 5 базени почнати во времето на минатата влада, а на терен функционира само еден, тој во Штип. Затворен е дури и базенот во Киселавода, кој лани летото свечено го отвори премиерот Христијан Мицкоски. Од ресорот со кој раководи Борко Ристовски упатуваат на општините. Велат останува тие да ги поврзат објектите со комунална инфраструктура пред да се случи технички прием. Дел од локалните власти пак топката ја враќаат кај Министерството за спорт. Михаил Милошевски ни носи уште една во низата стории за проектот при чија реализација, како што откривме, постојат индиции дека е прекршен законот за јавни набавки. Кон крајот на јули минатата година пониза пробиени рокови. Свечено беше пуштен во употреба затворениот базен во дворот на основното училиште Невена Георгиева Дуња во Скопска Киселавода. Уште многу вакви проекти да завршиме. Многу е важно сето она што е почнато да се заврши. Да не ги оставиме работите да бидат споменици на едно време. Колку и тоа да ни се допаѓало или не допаѓало во минатото, пари се трошени од граѓаните и мора истото да се заврши за да може да биде ставено во функција за да може граѓаните да го користат. Еве следат уште 4, така Борко, уште 4 кои што до крајот на летото од овој изведувач ќе треба да бидат пуштени во функција. Летото помина и есента и зимата. Владата не промовираше нови готови базени, па решивме да ги провериме сите 5, и промовираните и оние помалку популарните. Прво отидовме до базенот што лани го отвори премиерот, а за кој владата пред 3 недели објави промотивно видео. Се јавивме во општината, представувајќи се како родители на дете од Киселавода. Имам едно прашање во однос на затворениот базен во Невена Георгиева Дуња. Гласот од другата страна ни објасни дека базенот не е отворен, дека објектот е под управа на јавното комунално предпријатие и дека не е пуштен во употреба. А имате информација кога би се пуштил? На ова прашање добивме ветување дека ќе ни известат дополнително. Подоцна во тој ден, истото лице ни се јави за да ни каже дека базенот не работи, бидејќи нема употребна дозвола. Но кога се обративме официјално до општина Киселавода, како новинари, добивме различен одговор. Согласно статутот на јавното предпријатие за стопанисување со спортски објекти при општина Киселавода и позитивната законска регулатива, предпријатието е во фаза на распишување јавен оглас за користење на спортските објекти кои се во надлежност на општината. По завршувањето на оваа транспарентна постапка и конечниот избор на апликанти, спортските организации непречено ќе можат да ги користат капацитетите кои ги нуди овој капитален спортски објект. Ставот на општината кој навестува дека базенот ќе може да се користи од граѓаните само преку фирми кои ќе го закупат, се чини во контрадикција со тоа што го кажа премиерот. Приоритет ќе има дечињето од ово уставно училиште, но и сите основци од општина Киселавода. Па повторно прашавме во општина Киселавода, зошто базенот не го користат барем децата од училиштето Невена Георгиева Дуња, кога како што велат, објектот е технички готов. Повратен одговор не добивме. Базенот во Киселавода е само еден од вкупно 5 кои првично требаше да бидат готови најдоцна до 2022 година. Во соработка со невладината Центар за граѓански комуникации дојдовме до сознанија дека оригиналниот изведувач Energoinvest Trade ја префрлил работата на подизведувач, фирмата Eurovia. Тие пак, како подизведувач си нашле свој подизведувач, Vivind. Освен пробиените рокови, недвосмислено заклучивме дека на подизведувачите им се препуштени работи во значително поголема вредност од таа што е дозволена со закон.
Борко Ристовски како министер за спорт ја наследи состојбата од својот претходник, директорот на Агенцијата за млади и спорт Наумче Мојсовски. Но наместо да го раскине договорот, реши да ги заврши базените и покрај нотираните проблеми. Ние како министерство се трудиме да секој една наше ветување го исполниме и да стоиме позади дадениот збор, што мислам дека до сега одиме во добра насока, може да има мали забелешки за времето во однос на завршувањето на одредени проекти, меѓутоа тоа е надвор од нашите можности и тоа зависи помалку и од изведувачите. Единствениот од 5 базени кои на вистина работи е оној во Штип, во рамки на паркот Суитлак. Ставен е на располагање само за 4 пливачки школи во Штип. Градоначалникот вели, тенденцијата е наскоро да биде достапен за секој љубител на пливањето. Она кое што го планираме како локална самоуправа за да не вработуваме лица, за да ги намалиме трошоците, е со објектот да менаџира некој од пливачките школи за да се овозможи и во доцните нокни часови или во раните утрински часови, кога термините не се искористени, да можат рекреативците да го користат овој објект, нешто што во моментов не е овозможено. Според градоначалникот Јорданов, таквиот начин на менаџирање ќе предвиди и обврска за закупнина која ќе и се плаќа на општината. Овие можности да бидат овозможени со практично вработување од нивна страна на спасувачи, на технички персонал, на лица кои што ќе се практично ќе бидат одговорни за одржувањето на објектот и кои ќе ги овозможат другите услуги кои во моментов не се овозможени. Во Штип има базен и во него се плива. Базен има и во Битола, во дворот на основното училиште Даме Груев, но таму не се плива. Од општината велат дека не е пуштен во употреба бидејќи нема направено технички прием од надлежен инженер. Се постапува по одредени забелешки кои биле констатирани од надзорот. Инвеститор е Министерството за спорт кој ангажираше изведувач на работите, а општина Битола го обезбеди надзорот. Обврската на општина Битола за извадба на водоводни, канализациони и приклучоци за електрична енергија е завршена. Кога ќе се направи технички прием на објектот, ќе се пристапи кон партерно уредување. Во Кичево, во дворот на училиштето Санде Штериовски, објектот ги добива финалните контури. За разлика од сликата што ја забележавме тука минатата година, на базенот во Кичево има огромен градежен напредок и е речиси завршен, барем според кажувањата на одредени вработени кои ги затекнавме на терен. Сепак последните ветувања дадени минатиот јуни, дека овој базен, како и оние во Битола и Ѓорче Петров, ќе бидат готови до крајот на летото 2025 година, очигледно не се исполнија. Барем однадвор готов се чини и базенот во Ѓорче Петров. На нашето прашање зошто се уште не работи, од општината одговорија. Ве информираме дека за најточни и целосни информации потребно е да се обратите до надлежната институција Министерството за спорт, како инвеститор на проектот. Имено станува збор за проект кој првично беше започнат преку поранешната Агенција за млади и спорт, а понатамошната реализација е во надлежност на Министерството за спорт. Се обративме до Министерството за спорт, како што сугерира од општина Ѓорче Петров. Добивме сосема спротивен одговор, дека општините се тие што треба да си го завршат својот дел, за базените да влезат во употреба. Согласно проектната документација, општините треба да обезбедат приклучоци за вода, електрична енергија и канализација, како и партерно уредување на просторот околу објектите. Овие активности кои се во надлежност на општините се уште не се целосно реализирани. Кога ќе се обезбедат овие приклучоци, ќе може да се изврши тестирање на машинството во базените и по завршување и комплетирање на сите технички и формално правни постапки, базените ќе може да бидат пуштени во употреба. Од Министерството за спорт го побаравме и последниот анекс кој го имаат склучено со изведувачот на работите. Ни го дадоа. Во него пишува дека рокот за конечна изградба на базените е 25 декември 2025 година. Со други зборови, на хартија, базените одамна се готови и останува уште на реалноста да го постаса оствареното. И понатаму сте со 360 степени. По неколку години на краткотрајни влади и репетитивни изборни циклуси, соседна Бугарија од неделата се чини влегува во политички постабилен период.
Заклучокот е логична последица на изборниот резултат, според кој до вчерашниот претседател Румен Радев има апсолутно мнозинство да биде новиот премиер и самостојно да ја формира новата влада. Деновиве можеа да се слушнат и прочитаат многу анализи, дел со теза, дел со дилема за тоа дали по поразот на Виктор Орбан во Унгарија всушност Румен Радев ќе продолжи по неговиот пат во односите со Брисел и со односот кон руската агресија на Украина. Во однос на Македонија пак, ставовите на Радев се познати, но прашањето е дали тоа што нема да зависи од поддршката на други партии му дава простор за одреден маневр што би ја возможил на власта во Скопје да ги донесе уставните измени како услов да се продолжи пристапниот процес кон него. На сите овие теми со новинарката од Бугарија Ружа Рајчева разговара Владимир Мирчевски. Рајчева, победникот на овие последни избори во Бугарија, поранешниот претседател Румен Радев, има мнозинство самостојно да формира влада. Какви се вашите проценки или какви се најавите во Софија? Дали тој сам ќе прави влада или ќе се обиде да формира нешто што се нарекува уставно мнозинство, кое пак би му овозможило промена на Високиот судски совет? Мисля, че победата на Румен Радев е толкова голяма, че му осигурява комфорт да управлява абсолютно самостоятелно, без никакъв проблем. Ще състави правителство от свои хора, но вие сте прав. Мисля, че ще потърси мнозинство конституционно мнозинство за промени в Висшия съдебен съвет и смяна съответно на главния прокурор, което ще трябва да се случи заедно най-вероятно с Продължаваме промяната Демократична България, с които той има сложни отношения и това няма да бъде лесна задача, но все пак като цяло управлението му е улеснено заради тези най-вероятно 130 мандата, които получава. Дали оставката на Сарафов од позицијата главен обвинител ја сметате за втора победа на Румен Радев по ова на изборите? Тя не е негова победа, но действително той я получава. Това е победа на натрупаните недоволства спрямо изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Това е победа на протеста през декември 2025 година. Победа, която всеки иска да си припише. Действително пада се на Румен Радев честта да свали Сарафов от поста му, защото очевидно главният прокурор е усетил пренареждането в системата, което се случва. И така новия вятър показва, че е по-достойно той да си осигури място в системата, а не да чака да бъде свален позорно, както щеше да се случи много скоро. Што сметате, кои според вас се најважните или најжешки внатрешно-политички прашања на кои според гласачите треба да се фокусира новата влада на Румен Радев? Дали се тоа растот на цените, прецена храната и инфлацијата? Цените със сигурност са темата, която най-много тревожи българските избиратели в момента и има едно цялостно усещане за галопираща инфлация, за спекулация на цените на пазара и за невъзможност на хората да покрият базовите си разходи. Така че това действително е първата тема, с която трябва Румен Радев, правителството му да се занимае и най-вече да направи така, че регулаторите, институциите, които работят върху това да контролират пазара и магазините, така че те да не спекулират с цените, да работят, защото в момента те наистина не работят. Но също така темата с корупцията не бива да остава в фона. Радев говори за това много пъти, бе обвиняван, че не казва имена специфично, но ще видим какво ще направи. Има нужда най-вероятно да се създаде една антикорупционна комисия, тъй като тя беше закрита, след като се превърна в бухалка срещу опонентите на едни политици, а по-точно на Делян Пеевски. Во Брисел како да постои, ако не го нарекуваме стравување, туку некоја форма на внимателност во однос на тоа која насока, кој курс во надворешната политика ќе го заземе новата влада. Не само во однос на Унијата, туку и во однос на руската агресија врз Украина. Некои во Румен Радев го гледаат новиот Виктор Орбан. Според вас или според вашите проценки, како ќе се постави Румен Радев во надворешната политика? Мисля, че Румен Радев категорично се постави като проевропеец, позиционира се като такъв по време на предизборната кампания, независимо какво се говори и как неговите опоненти се опитват да представят ситуацията. Той
акцентира върху принадлежността на България във всичките съюзи, говореше за дълбочаване на нашите партньорства. Така че аз не виждам никакъв вариант той да бъде и новия Виктор Орбан, особено след загубата на Виктор Орбан, в която се видя, че националистическата риторика в крайна сметка може би не носи толкова ползи, както до момента, защото той загуби. Така че мисля, че в този смисъл и опиянението като цяло сред политическите елити в Западните Балкани, това може би включва и все пак и Северна Македония, ще намалее след загубата на Орбан, която беше доста размазваща и неочаквана за някои. Тъй, че не виждам потенциал Радев да иска да се превърне в новия Орбан. Наистина и той, когато зададе въпроса за референдума в България, той не беше, когато поиска да има такъв референдум, не беше за това дали да приемаме еврото, а кога. Това е много важно. Така че Румен Радев не е, според мен, никакъв нов Орбан. Иако првите анализи овде во Северна Македонија се дека ако досега немаше некаков диалог на релација Скопје-Софија, тогаш со Радев на власт, со неговата нова влада, ќе има уште помалку. Но дали сепак стабилното мнозинство во Бугарија би отворило некако простор за некои мали гестови на добра волја од Софија? Не и промена на преговарачката рамка за Северна Македонија, кои пак од друга страна би и олесниле на овдешната власт во Скопје да ги донесе необходните уставни измени. Аз се очудвам, че в Скопие има очаквания, че Румен Радев ще промени някак политиката на България спрямо Македония, тъй като в последните години има един доста ясен консенсус между общество и политически елит по отношение на Северна Македония. Така че по-скоро мисля, че инициативата е в полето на вашето правителство. Мисля, че също така на обществено ниво няма в България неприязан някаква спрямо македонците, няма и как политиците да печелят от насаждането на такава, така че не виждам да е имало и такива заявки. По-скоро смятам, че е важно да има жестове на добра воля и от двете страни и да се работи за взаимно зачитане. Аз лично мога да кажа като български журналист, че нямам абсолютно никакво предубеждение към своите македонски колеги и смятам, че имаме много общи теми, които са и извън историята, които ни свързват, като точно проблеми с корупцията и съдебната система. Имаме сходни проблеми. Благодарам. Содржина по содржина, дојдовме до редовната содржина, сатиричниот коментар Саботажа. Автор е Сречко Поповски. Во општинските царства во кои согласно изборните резултати во најголем дел управуваат војводи и војводки, според заслугите и годишните планови за вработување, може да се доделуваат и други благороднички рангови. Кај градоначалникот се предвидува водач. И сега мене ми е нејасно. Не ви градоначалничке ви имате кола со која што се фалите дека се возите сама, што ке ви е водач. Прав, Витез само го јава конјот, не му треба некој да го... Извини се, чекат па продолжи. Зашто да се извини за Витез? Зашто? Па тој е гордо. А ви кој е видула? И... Ама некој да не овде кој да го нарече. Конјот заедно со куќето се смета за најдобри пријатели на човекот, но кучињата се една стапка пред нив, бидејќи ги краси и верност. Исто како градоначалниците кон партиските војници, како и мора да им се најде место во административната армија. Значи, ние ќе држаме за збор да се дошли на седницата, кажаки дека нема да има нови вработувања. А дека нема вработувања, не држите за збор, има вработување. И вработување има, и има и некои покажување на продување. Кога веќе се зборува за блискост, а не се работи за ангажман, тогаш веројатно станува збор за нераскилнива врска со милениците, која според интимизирањето на советниците и дофрлувањето од колегите е таква што само со нив и си ја делат постелата. Иначе, за граѓаните на општина Неготино и советници да знаат дека јас имам куќа Кано Корсо. Тоа со мене спие во спалница, до мене. Ја не спавам, тоа до мене. И председател на Унија на млади сини, што е тоа? Значи,
Па договорет, немам против ја. За разлика од ваквиот тип на продуктивна дебата, во некои општини не се дозволува воопшто да се излезе од колосекот. Па на секој збор му се зема мера и најдемократски се оценува на кое ниво е дозволен или недозволен. Сега се договоривме преска и Јасмина, значи тука сме да дискутираме, не да поставуваме прашања. Земи, значи те молам, завршија дискусијата и на крај градоначалникот е тука што треба ќе меѓутоа завршија дискусијата. Проблемот не е ниту во дискусијата, ниту во прашањата, туку во отсуството на глас кај оној што се посочува како релевантен за да партиципира или да одговори. Наместо него, друг го води порото. Јас почнав сега да ги гледам седниците низ другите градови, нели, да видам што ни фали, што не ни фали, што е грешка, што не, што е грешка, што не. И можам да забележам дека вие сте еден од ретките кои држите монолог тука и дека во сите градови најчесто зборува градоначалникот, а во Струмица најчесто зборувате вие. Држам монопол или монолог во однос на зборувањето, тако сум, значи. И на крајот, недалеко од Струмица, монополот ама во одлучувањето и грешките кои потоа мора да се коригираат се оправдува со припадност на една специфична доктрина. Неколку пати бев прозван дека сме избрзале, има некои работи кои што мора да се донесат на време. Значи децизионизмот, не знам колку луѓе познаваат што е тој правец, јас сум децизионист. Ако не носиш одлуки, ти одлуки некој пат имаат грешка, но имаш можност да ги дополниш. Ако модерен Макијавели, како што го нарекувале, или закоравен нацист, како што бил не е доволно, тогаш за запознавање со овој теоретски правец, препорачлива литература е таа на незиниот основоположник Карл Шмидт. Со ова ги исцрпевме содржините за вечерва. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Се гледаме в понеделник во 20:15. Пријатно.